Тутунарите не се задоволни од понудените цени на откупувачите за новата реколта. Од Сојузот на тутунари бараат 510 денари за прва, 450 за втора и 390 денари за трета класа. Но од понудените цени од 9 откупувачи. Прва класа се движи помеѓу 414 до 420 денари највисока цена, втора класа од 312 до 360 денари, трета од 250 до 300 денари и за допуската од 120 до 180 денари. Од овие бројки може да заклучите дека најголемите компании ги дадоа најниските понудени цени. Со ова што не се сложивме и ова ни дава за право да мислиме дека и ова реколта ќе биде со анекс на договори и купување само во прва и втора класа, што за нас не е оправдано. Она баравме ние да си подкренат цените нормално. Она што му понудивме беше реална проценка на класи да се ода и да се окупа тутуно во најдобар ред и квалитетот да се плати од неквалитетот. Од Сојузот на тутунски здруженија велат дека подитно бараат измени во законот на тутун и враќање на стариот член, каде без нивно одобрување не може откупувачите да понудат цена каква што сакаат. Бараме законска измена. Значи во дело на закон бараме закон да се врати стариот начин на стариот член. Ингеренциите на Сојузот да се врата, значи без согласност на Сојузот да не може да склучува договори. Бараме исто член 43 да се смени за увоза на тутун, значи да има забрана на увоз на суров тутун, се до последниот ден на откупот, и бараме измена на член 47 за полагање за добивање на лиценци. Ова ми дава за право, ако компаниите, откупувачите не се пронајде во цените, да бидат задоволни тутунопроизводителите, значи оваа година ќе се соочиме и понатака со намалување и на хектарите и на земјоделските стопанства кои се занимаваат со тутун. Според Сојузот на тутунски здруженија, договори мора да се склучат, затоа што без договор законски не смее да се сади тутун, но се убедени дека пред почетокот на откупот за новата реколта, откупувачите ќе ги зголемат цените со анекси, но тоа ќе значи повторно откуп на целиот тутун во една класа, што не го посакуваат тутунарите.